Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата. Добар ден, драги слушатели. 17 часот означува вистинско време за почеток на уште едно ново издание на умствена гимнастика. Моето име е Христина Рунчева-Тасев, доцент на правниот факултет Јустинијан I, и знаете дека во наредните 60 на минути ќе ве водам низ ова најново издание на умствена гимнастика. И како што самата најавна шпица зборува всушност дека нашата емисија се задржува на некои од прашањата кои што представуваат современи предизвици на денешницата, токму за една интересна тема ќе зборуваме и заедно со мојата гостинка, соговорничка денес, која што навистина се бори со многу модерни предизвици кои што представуваат навистина сериозна препрека во функционирањето на една категорија на граѓани во Република Македонија. Денеска заедно со нас во студиото е Елена Кочовска, која што е програмски раководител на Полио Плюс, движење против хендикеп. Меѓутоа, разговорот со неа, предизвиците со кои што се соочуваат и сите оние отворени прашања и дилеми ќе ви ги откриеме после првата музичка номера. Умствена гимнастика. Токму така, вие слушате умствена гимнастика. Заедно со нас денес во студиото гостува Елена Кочовска, програмски раководител на Полио Плюс, движење против хендикеп, една од најстарите невладини организации кај нас, мощна, активна и мощна видлива. Елена, добар ден и добре ни дојде во умствена гимнастика. Добар ден, добро ве најдов. Поздрав за сите слушатели кои што не слушаат. Да, и оние кои што ќе го гледат ова издание на YouTube, бидејќи ја имаат и таа можност. Елена, драго ми е што си денеска во студиото, особено поради тоа што ни го разведри денот со твојата широка насмевка и со позитивната енергија, и покрај тоа што ќе зборуваме на мощна сериозна тема и реков јас сериозни предизвици кои што стојат и кои што се надевам ќе ги упатат нашите слушатели на, ако ништо повеќе, мала умствена гимнастика. Токму така, сепак станува збор за одредено прашање кое што офаќа повеќе дисциплини покрај гимнастиката и бара сериозно умствено размислување, но и ангажирање. Токму така. Доаѓаш од Полио Плюс, движење против хендикеп. Јас споменав дека е една од најактивните и видливите невладини организации кај нас, можеби поради тематиката која што ја третирате и поради фактот што вашата програма се однесува на граѓани кои што се со хендикеп. Ајде еден краток профил за слушателите кои што се заедно со нас на брановите на Радио Слободна Македонија. Па како што и спомена, Полио Плюс движење против хендикеп во основа е една од првите организации на лица со и без хендикеп, формирана по Законот за граѓански организации и фондации. Не сме најстара во тој поглед, бидејќи од поранешниот систем постојат одредени сојузи кои што ги формирала државата и тие постојат и ден денес. Меѓутоа, како организација, граѓанска организација која што зачната е во претходниот век, во крајот на претходниот век, меѓутоа регистрирана официјално во новиот век, во 2000-та година, во март, и која што наметна како организација еден друг пристап, друг поглед кон прашањето на хендикепот, како прашање на човекови права, како прашање кое што е прашање пред се на политика и интерес. И врз основа на тие пристапи се креираат или ги предлагаме различните мерки, политики, закони, предлагаме различни иницијативи на национално, локално ниво, кои што треба да придонесат кон изедначување или овозможување на услови каде што граѓаните со хендикеп ќе можат да ги уживаат своите човекови права на еднаква основа како и останатите граѓани. Значи да се надмине тој гап, да граѓаните со хендикеп бидат од граѓани од втора класа, бидат граѓани како и останатите граѓани, ќе можат подеднакво, на еднаква основа, со ист квалитет, да можат да ги уживаат своите човекови права. Така, ова се навистина мощно сериозни предизвици со кои што се соочувате. Веројатно, она што е на дневна основа ваша активност е
контакти со надлежните институции со цел да ги промовирате овие цели, бидејќи се чини дека невладиниот сектор, посебно од вашата област на делување, неизбежно мора да е поврзан со креаторите на политики. Токму така, значи една од нашите и стални континуирани активности кои што ги извршуваме е соработка со креаторите на политика, како на национално, така и на локално ниво, каде што една од нашите задачи е да се залагаме да се донесат одредени законски промени кои што ќе овозможат надминување на дискриминацијата со која што се соочуваат граѓаните со хендикеп од една страна, од друга страна да промовираат можноста, односно и потребата за активно вклучување на граѓаните со хендикеп во политичките процеси на секое едно ниво и како од друга страна да се меинстримира, што би рекле, расшири концептот на прашањето на хендикепот низ сите и политички процеси, меѓутоа и граѓански процеси. Покрај нашето активно вклучување и соработка со креаторите на политика, воедно работиме и со самите граѓани со хендикеп, но и со пошироката јавност. И во тој контекст правиме едно заедничко делување каде што укажуваме дека проблемите во основа на лицата со хендикеп не се посебни потреби, туку се потреби како и кај сите граѓани со кои што се соочуваат и заедно да се вклучиме во таа борба за еднаквост и праведно остварување и уживање на основните човекови права. Нити повеќе, нити помалку, како и промовирање на еден концепт, го викаме на политика или создавање на една политика која што ќе придонесе, особено во Македонија, да се создадат сервиси за поддршка на граѓаните, велиме ние, и со хендикеп и без хендикеп. И покрај тоа што во последните години, особено последнава година, некако повторно се стргнува кон тоа дека тие сервиси за поддршка, например, ни требаат само нас, ние сепак се залагаме за тој концепт дека тие сервиси за поддршка им се потребни како на граѓаните со хендикеп, така и на граѓаните без хендикеп. Но при тоа мора секогаш да оди во дилката човековите права и секако словото викаме на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. Колку наидувате на слух од страна на институциите во однос на барањето на ваков тип на сервиси кои што одат во поддршка? Рековте вие, ако ги третираме граѓаните со хендикеп како посебна категорија граѓани, иако секој поединец може да се најде случајно или не случајно во таа категорија на граѓани, животот е многу непредвидлив, никогаш не знаеме што ни носи од денес за утре. Каква е соработката е различна на различни нивоа. Мора признаваме дека на високо ниво има разбирање и има одредена волја, меѓутоа кога таа волја ќе се преточи например во одредена законска одредба, веќе наидуваме на отпор за нејзина примена и имплементација. И причините за тоа се различни. Пред се тука се уште се закоравените застапување и на медицинскиот пристап кон прашањето на хендикепот, како и различните интереси. Значи имате различни на пониско ниво центри на мој, кој што им одговара ова позиција да лицата со хендикеп бидат во незавидна ситуација за да можат тие да одлучуваат во нивно име. Меѓутоа, тоа е сепак процес каде што бара заедничка работа и бара пред се едукација, разбирање на ова прашање од аспект, велам, на човековите права. Инаку и како организација активно делувавме и активно учествувавме и во изработката на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп како представници на македонската држава, каде што две интервенции се најдоа и во склоп на 2 члена во самата конвенција, тоа е образование и вработување. Меѓутоа и заму, како што велам и кај нас, бара едукација. Едукација за тоа да го разбериме ова прашање, дека е прашање пред се на човекови права, дека прашањето на хендикепот те представува единствена бариера. Дискурс помеѓу човекот со хендикеп, односно луѓето кои што имаат одредени попреченост и општеството во остварувањето на тие права. Значи не правиме муабе дека ни треба дополнителна операција, здравствена заштита секому му треба, како и на лицата со хендикеп. Меѓутоа,
станува збор за да ги уживаме и како кажам, пакетот на здравствена заштита со ист квалитет, со ист обем, еднакво како и останатите граѓани, без да бидеме при тоа присилени да одиме во специјални училишта, специјални институции, заводи и така натаму. Се целокупниот таков пристап во основа представува дискриминација, сегрегација и зајакнување на аблеизмот кон граѓаните со хендикеп. Токму за овие предизвици со кои што се соочувате се поврзани со образованието и со вработувањето и воопшто со процесот на дискриминација на граѓаните со хендикеп, ќе зборуваме после кратката пауза за музика и реклами. Умствена гимнастика. Вие слушате Умствена гимнастика, заедно со нас во студиото Елена Кочовска, програмски раководител на Полио Плюс, движење против хендикеп. Зборувавме за надлежностите и одговорностите кои што ги имате како здружение на граѓани. Меѓутоа, клучните проекти со кои што во моментот сте ангажирани и кои што го преокупираат вашето време се поврзани со начелото на недискриминација, особено во делот на образованието, вработувањето, а верувам дека имате и серија други проекти кои што стојат пред Полио Плюс. Со што сте најмногу ангажирани во моментот и како се реализираат овие проекти? Па во моментов работиме на повеќе нивоа. Едно е борбата против дискриминацијата и почитување на принципите за недискриминација и еднакво согласно Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. Друга тематика која што фаќаме, тоа е почитување и залагање за принципот ништо за нас без нас, каде што на кој што полепак работиме на подигнување на капацитетите на организациите на лица со хендикеп за нивно поактивно делување на локално, но и на национално ниво, како и промовирање за поефективно и поефикасно разбирање на самата Конвенција за правата на лицата со хендикеп, бидејќи од досегашната практика увидовме дека кога и самите лица со хендикеп излегуваат и бараат одредени барања, најчесто тоа го сведуваат на барање на бенефиција, наместо на барање на право. Значи, тие две работи се многу различни и затоа решивме да работиме на нивно малку сензибилизирање околу тоа дека има голема разлика кога барате бенефиција и кога барате право. Еднаквост, да речеме. Да. Навидум се тие танка е линијата помеѓу тие две, особено кај ова прашање, бидејќи ние се уште живееме во тој медицински дефектолошки круг од кој што никако не сакаме да излеземе, не дека не можеме и тоа многу брзо. Меѓутоа некако уште сме си комотни во таа медицинска дефектолошка чаура и ради тоа почнавме да работиме на сензибилизирање, да знаат луѓето кога одат да лобираат, да застапуваат или кажуваат своите проблеми, да знаат дека тоа се поврзани со одредени права и дека треба да ги побараат правата. Од остварувањето на тие права во основа ќе излезат различни мерки, акции кои што државата во основа треба да ги направи за да придонесе кон уживање или остварување на тоа право. Другиот момент на кој што работиме е сензибилизирање и едукација на различни чинители пред се на граѓанските организации за вклучување и поактивно вклучување на ова прашање со другите прашања. Бидејќи ова прашање не е прашање само на лицата со хендикеп, ова е прашање кој што ги засега сите, како граѓанските организации, така и од друга страна и медиумите, бидејќи мора да направат различен пристап и различно информирање за тоа што значи прашањето на хендикепот и како, кои мерки се неопходни при негово разрешување од аспект на тоа да бидеме ослободени од дискриминацијата и сегрегацијата која што континуирано не бдее. Третиот сегмент што го спомна, а тоа е образованието. Образованието како организација континуирано укажуваме на тоа дека е во основа еден од главните елементи за надминување на предрасудите кон граѓаните со хендикеп и при тоа нашите насоки се исклучиво кон воспоставување на инклузивно образование, каде што граѓаните со хендикеп ќе бидат меинстримирани и вклучени во редовните
образовни процеси, а не изолирани и сегрегирани во разноразни специјални училишта. И покрај тоа што како држава имаме можеби некој ќе рече малку специјални училишта, основни и средни, сепак самото постоење на тие специјални установи представува сегрегација и представува дискриминација и ние како организација се бориме против нивното непостоење, односно во иднина нивно трансформирање во некакви рехабилитациони центри, кои што пак од друга страна треба да го поддржат процесот за инклузивно образование. Тука е секако прашањето на пристапноста, кое што е неминовно некако низ целокупниот процес на остварување на правата на граѓаните со хендикеп, како и поддршката на биолошките семејства од аспект на остварување или овозможување на различни сервиси за поддршка кои што ќе ги окуражат родителите на лицата со хендикеп да не ги оставаат своите деца, да не подлегнуваат, но државата да направи таков систем, да предложи такви мерки кои што во основа ќе им го поолеснат животот на родителите кои што имаат дете со хендикеп. Разни се мерките и активностите кои што во овој период ги преземаме, меѓутоа од тоа од причини што ние единствено ова прашање го гледаме или надминувањето на изолацијата и дискриминацијата кон лицата со хендикеп единствено може да се надмени со системски решенија. Ова прашање не може да и поинаку да се реши само со одредена дисциплина. Значи мора да има различни дисциплини. И тие меѓусебно се испреплетени. Често викаме, ние не може да зборуваме за инклузивно образование ако немаме пристапност, целосна пристапност и достапност на институциите. Не може да зборуваме за инклузивно образование ако пак немаме поддршка на родителите, немаме пристапен, достапен транспорт, немаме сервиси за поддршка на лицата, децата во овој случај со хендикеп, немаме сензибилизиран наставен кадар кој што ќе знае да работи со тие деца, нема да бидат некакви специјални профили, туку постоечкиот кадар треба да биде сензибилизиран и секако континуирано подигнување на јавната свест. Значи стално едукација на сите нивоа, кон сите чинители, кој што па дури велиме ние министерот без ресор мора да знае што по ова прашање. Значи не може тоа да биде ова прашање изолирано и само одредена институција или да важи само за одредени чинители во нашата држава. Значи ова е прашање кој што не засега сите и ќе мора малку поактивно да велиме сите да работиме на ова нешто. Така, докаде е Република Македонија во процесот на сензибилизација на општеството? Ако направиме една паралела со меѓународните искуства. Знам дека следите какви се состојбите и во другите земји кои што се отидени на вистина многу понапред во однос на ова прашање и во однос на инклузивноста на граѓани со хендикеп на различни нивоа, дури како носители на највисоките нивоа на власт. Па Македонија во споредба со регионот наш не отстапува многу. Значи овој регион, Балканскиот регион, се уште се држиме некако, повторно велам, во тој медицински дефектолошки круг. За разлика од нас, земјите во светот работат. Меѓутоа работат и покрај тоа што навидум изгледа дека е многу бавен овој процес, е бавен затоа што првин бара голема промена на свеста. И во светот, во Европа особено, работат. И има поголема сензибилизација, каде што имате веќе и активно вклучување на лица со хендикеп во политичките процеси. Имате вклучување на лицата и во законодавната, извршната власт, судската власт, локалната власт. И при тоа не се зема во предвид од старт дека тоа лице не го бива. Меѓутоа, во дел од европските земји исто така е веќе целосно одат кон надминување на сегрегираниот пристап на образование. Значи лицата со хендикеп се вклучени во редовниот образовен систем. Државата дава соодветната поддршка за да на крај има активни граѓани со хендикеп кои што можат подеднакво да дадат квалитет и услуга како и останатите граѓани. Значи немате веќе подвојување, државата да финансира, меѓутоа на крај има квалитетен кадар. За разлика од кај нас, каде што немаме такво финансирање, немаме таква поддршка.
Често кога изборуваме со различните чинители, кај нас викаат, па добро, тоа кошта, ние сме мала држава, сиромашна држава, меѓутоа не е така. Ние викаме и особено тоа го тврдам, бидејќи најголемата инвестиција е промената на свеста. Не е толку скапа инвестицијата да направите една рампа, да ставите лифт. Промената на свеста, таа е најскапа инвестиција и таа не се прави со еден проект. Тоа треба да биде континуиран процес, кој што ќе ги офајка како не малите дечиња, така и оние кои што стварно седат на високите политички позиции, кои што носат и креираат мојк. Можеби не мора лидерите на политичките партии да знаат за ова проблематика, меѓутоа луѓето околу нив, кога ги креираат политиките, им даваат совети на своите лидери, мора да знаат што тие мерки ќе значат за лицата со хендикеп, како и да ги вклучат лицата со хендикеп што помасовно во креирањето, создавањето, имплементирањето, мониторирањето, евалуацијата на тие мерки. Дали постојат искуства во однос на сензибилизирање на овие прашања, да се случи надлежни власти да вклучат и во своите највисоки редови лица кои што се со хендикеп со цел да може што подобро да се промовира ваквата идеја? Дали е пракса? Ние во Македонија немаме таква пракса и покрај тоа што како организација континуирано настојуваме, меѓутоа валјда по се изгледа имаме некаков синдром каде што се е поважно ако некој друг од страна ви кажи, но не ако и некој домашен експерт ви кажи по ова прашање и најчесто заглавуваме во тој круг. И тоа важи како за политичките, така и за останатите чинители. Значи, ако ти кажи Елена, тоа не важи, меѓутоа ако истото ти го кажи некој друг од друга земја, особено ако од европска, тогаш тоа е добро. Најчесто имаме одредена пак пракса, исто така што се случува и во регионот, да ние како држава земаме одредени примери и ги имплементираме во Македонија. Меѓутоа, пошто таму има друга инфраструктура, друга архитектура, друга свест и размислување за тоа прашање, најчесто тие мерки кај нас веќе паѓаат. Значи не го даваат тој ефект кој што би го дале на пример во Англија. Ако не се прилагодени на општеството. Затоа што не се прилагодени на општеството, затоа што ние немаме таква системска инфраструктура, немаме таква архитектура, ние немаме таков вид на профил на луѓе кои што ќе можат да го истуркат тој процес, нити пак сензибилизирано граѓанство кое што ќе речи да, ова треба да го почитуваме. Значи ние малку сме и затоа и нашата практика е најчесто дека и укажувањата дека не се земаат мерките. Ако ви се допадни некоја мерка некаде, да ја земите и да имплементирате во Македонија. Ова прашање не функционира така. Или имате систем, или немате систем. Бидејќи немаме систем, потребно е сите мерки, совети или акции кои што некој ви ги предлага, да се исконсултирате со оние кои што ја разбираат проблематиката, но не површно да ја разбираат проблематиката. Значи мора да ја познаваат целата шума, за да знаат која мерка, како ќе влие, што ќе придонеси и која е крајната цел. Например, кај нас една најчесто е последен пример, стално го кажуваме, додатокот за мобилност. Тоа не е изедначено со правото за мобилност. Тоа е чиста фискална давачка која што дава државата кон граѓаните со хендикеп кои што имаат само 100% и се во количка. Меѓутоа тоа не води кон независен живот на лицата со хендикеп. Остануваме ние повторно затворени дома, затоа што не можеме да излеземе надвор, пошто е непристапно надвор. А и да е пристапно надвор, прашањето е каде ќе одите, пошто институциите не ви се пристапни и достапни, и пак се враќате во круг. Значи, сите мерки, сите позиции мора да бидат разгледувани од аспект како едни со други ќе влијат, бидејќи сите права во остварувањето, односно во мерки во остварувањето на правата на граѓаните со хендикеп се причинско последични. Како и кај останатите граѓани, значи.
Така. Што е со законодавството? Знам дека правите напори за промоција на вашите проекти и идеи преку интерпарламентарната група која што е формирана во собранието. Колку успевате преку ова интерпарламентарна група да се наметнете како влијателни актери во поглед на креирање на законодавството или пак поголема пречка имплементација на истото? Како што и претходно споменав, преку соработката, односно со пратениците во неформалниот механизам, интерпартиската парламентарна група за правата на граѓаните со хендикеп, во овие изминати 13 години откако постои интерпартиската парламентарна група, се донесени и изменети голем број на закони. Меѓутоа, проблемот не е во веќе донесеното, проблемот повторно се појавува во имплементацијата, значи во вториот веќе ешалон, кој како го разбира тоа прашање, каде е заглавена таа комоција на одредени структури и секако имплементацијата до крајниот граѓанин. И тука наидуваме на голем број на проблеми и тоа е проблем не само на граѓаните со хендикеп, туку проблем е на самата извршна власт, бидејќи повторно е заглавено околу системскиот пристап и премин од една надлежност во друга надлежност. Например, тактилните патеки, кои што во законот за градба се внесени, со помош, поддршка на пратениците, кои што сите се согласивме, без разлика од која дека се неопходни, наместо транспорт и врски, зема да ги прави Министерството за труд и социјална политика. Тоа не е работа на МТСП. Тоа е работа на Министерството за транспорт и врски. И тука приказната завршува. Одговорноста е на транспорт и врски, но не и на МТСП. Секој мора да работи во својот двор, за да тие одредби најдат соодветна и ефективна и ефикасна имплементација. Бидејќи ако само работите ги префрлуваме од едно место на друго место, во тој случај ќе имаме многу години уште сегрегација, изолација, дискриминација и тука ќе мора да се најдат соодветни елементи и механизми како веќе во донесени законодавни решенија да најдат соодветна имплементација. Така, очигледно во процесот на лобирање ќе мора да зајакнете многу и вие и останатите здруженија со цел да може да се реализираат мерките кои што се веќе поставени во солидна законска рамка. Овде ќе направиме кратка пауза, ќе слушаме малку музика и реклами и се враќаме со последниот блок од нашиот разговор. Умствена гимнастика. Да, ова е последниот блок од денешното издание на Умствена гимнастика. Заедно со нас е Елена Кочовска, програмски раководител на Полио Плюс, движењето против хендикеп. Елена, зборувавме за повеќе ваши активности, проекти и предизвици кои што стојат пред вас, но имам чувство дека еден од најголемите предизвици со кои што се соочувате покрај битката со дискриминација, сегрегација на граѓаните со хендикеп е и стереотипизацијата на оваа категорија на граѓани. Како се борите со овие, јас би рекла, најголеми предизвици кои што стојат покрај физичките пречки кои што постојат во општеството, да речеме пристапноста до институциите? Сепак мислам дека постои нешто што е многу подлабоко вкоренето, а тоа е свеста која што треба да се промени и стереотипите кои што се градат. Па токму така, еден од главните проблеми или голем предизвик кој што не само на нас како организација, туку и на целото наше општество, на нашава татковина е промената на свеста. Жални се информациите и податоците кои што дури во последното истражување кое што УНИЦЕФ го направи за тоа како размислуваат граѓаните општо во поглед на тоа каде треба да учат, например, децата со хендикеп, и повеќе од 65% се изјасниле дека треба да одат во специјално училиште. Каков пристап имаат кон лицата со хендикеп, по тоа истражување исто така може да се види, покажуваат дека кај нас го перферираат и повеќе се граѓаните се уште на ова прашање гледаат кон медицинско-дефектолошкиот пристап, односно дека треба да има специјална установа, дека ни требаат стално дефектолози, без разлика за каков вид на хендикеп треба да постојат нови институции. Сето тоа укажува дека Македонија мора да направи сериозен напор
напор во поглед на подигнување на јавната свест. И сега како тоа да се направи, барем она кое што ние континуирано го работиме и континуирано кажуваме, тоа е едукацијата. Значи мора да се учиме. Меѓутоа мора да се учиме еден со други. Значи не може да се учиме некој да дојди да ви запее една песничка, вие да научите и толку. Значи ова е прашање кое што мора да влези некако низ системот. И државата тука може најмногу да помогне, каде што преку различни мерки, промовирајќи позитивни примери на лица со хендикеп, со вклучување на различни лидери на лица со хендикеп низ сите нивни процеси и во политичката, законодавната, судската власт, во локалната самоуправа, ќе ја промени свеста и кај граѓаните дека да, лицата со хендикеп се способни и можат, од друга страна дека да, лицата со хендикеп без разлика на нивниот хендикеп сепак се носат квалитетни одлуки како и останатите, со сите мани и грешки кои што ги имаме сите како луѓе. Тоа недостасува кај нас. Значи недостасува лидерство, недостасува пример, позитивни примери кои што ќе видите на различни чекори. Често викаме ние не е доволна само една Елена, не е доволен само еден Звонко. Потребни се други Елени, други Звонковци, меѓутоа вие не можете да ги извадите од дома со тоа што ќе ги вклучите само во некакво специјално издание направено само за нив. Вие, новите Елени и Звонко, можете само да ги изградите низ редовниот процес на континуираното живење, каде што новите Елени и Звонко ќе се соочат со истите предизвици како и останатите граѓани, каде што едни со други ќе видиме дека имаме и недостатоци, но имаме и позитивни работи. И само така може да одиме напред. И само како така може и доколку ова држава направи таков системски пристап, може да избие и да биде прва во регионот. Ние сме доволни како држава, имаме доволно средства, имаме паметни луѓе, може со еден системски пристап да бидеме први во регионот и да покажеме како треба да го изградиме ова наше општество, каде што граѓаните со или без хендикеп ќе бидат на еднаква основа, ќе можат подеднакво во секое време да ги уживаат своите права. Но за тоа треба работа. Но за тоа треба малку промена и во политичката свест, и во граѓанската, и во медиумската, но пред се кај самите граѓани, бидејќи пак од друга страна различните региони поради постарите традиции и верувања уште придонесуваат кон затварање и изолирање на лицата со хендикеп. Така, кој дел од Република Македонија сметате дека е најзатворен во однос на стереотипизација? Па тоа зависи од нивото на едукација, пред се кај граѓаните. Меѓутоа, најчесто лицата и општо граѓаните се сеќаваат на ова прашање кога веќе ќе влези прашањето во нивниот двор. Во спротивно е секогаш добро да постојат лица со хендикеп, но тие се таму некаде далеку во другиот двор, не засега нас. Најчесто луѓето преземаат некоја мерка кога веќе ќе им дојди во дворот, пред врата или влегла таа состојба во нивниот дом, меѓутоа тогаш е веќе касно и односно не е касно, него меѓутоа поради недостатокот на сервисите за хабитација многу тешко се надминуваат тие препреки. Затоа е потребно континуирано да влези прашањето на хендикепот како прашање од човекови права, например во предметите за граѓанско општество. Во основно средно да се преземаат мерки каде што дечињата во градинка ќе се учат дека имаат различни дечиња со хендикеп, различен вид со хендикеп. Меѓутоа без разлика на нивниот хендикеп можат подеднакво да го прават тоа нешто заедно со нив. Сега нема можеби да бранат да играат фудбал, меѓутоа може да бидат добри голмани, например. Значи, и тука постои голема иновативност, меѓутоа се зависи, пак велам, од државата и од незините институции, како ни системски начин ќе придонесат кон подигнување и промена на јавната свест. Меѓутоа, за да ја менувате јавната свест кај граѓаните, ќе мора да си ја сменат свеста првин кај нив. И тоа бара, велам, тоа е во основа најголемата инвестиција која што Македонија ќе треба да ја направи, доколку сака ефективно, ефикасно спроведување на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, а од друга страна велиме создавање на услови каде што и ние како граѓани со хендикеп ќе можеме подеднакво да учествуваме во сите општествени процеси и да го дадеме подеднакво придонесот како што го даваат и останатите граѓани. Така.
Елена, ви благодарам за гостувањето во умствена гимнастика. Се надевам дека ги поттикнавме ако ништо повеќе нашите слушатели да размислат малку повеќе на оваа тема. Воедно да споменеме дека во недела се одбележува и светскиот ден на лицата со Даунов синдром. Верувам дека ќе придонесете и натаму да се подкрене свеста из овие лица за нивна што поголема инклузивност и сензибилизација на надлежните институции. Токму така, благодарам за поканата и се надевам дека барем малку придонесовме. Инаку само уште едно да напоменам дека како организација не се занимаваме само со лицата со физички хендикеп, тука се вклучени сите граѓани со хендикеп согласно Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. Таму се наведени 5 групи, меѓутоа поради степенот и различниот пристап и состојби на хендикеп, тие се толку многу искомбинирани, така да не има многу. Ке имаме различни активности и промотивни, меѓутоа сепак топката не е само на наша страна, него сепак главниот удар треба да го даде државата. Така, благодарам уште еднаш за гостувањето. Јас овде ќе се поздравам од нашите слушатели. Следната средба ви ја закажувам за точно 7 дена, наредниот петок во 17 часот. Терминот резервиран за умствена гимнастика, која што се емитува во продукција на Радио Слободна Македонија. Јас сум вашиот уредник и водител Христина Рунчева-Тасев. Слушавте умствена гимнастика на 18 март 2016 година. До слушање. Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата.